Ми беше чест да ја прифатам оваа покана и ми представува посебно задоволство да ви се обратам на почетокот на дводневната конференција која истражува темата врската меѓу добросостојбата и училишните постигнувања кај учениците. Прифатете го ова моје обраќање не само како обраќање на премиер, туку и како обраќање на професор и родител. Обично за политичарите велат дека кога пред да станат политичари се професори, тие се веќе бивши професори, и тоа и според закон е така. Меѓутоа, за мене како професор и како родител е од исклучителна важност да ја истакнам важноста на добросостојбата на учениците и студентите во текот на нивното образование. Како премиер на оваа конференција гледам како на сериозен ресурс на сознание и препораки кои се добредојдени во креирањето на социјални политики за децата, во образовниот процес и на синергијата на тие политики низ програмите на Министерството за образование и Министерството за труд и социјална политика. Како родители, наставници и воспитувачи, наша одговорност е да разбереме дека социјалниот и емоционалниот развој во раните години во голема мера им помага на децата да научат како да ја постигнат зрелоста, да станат еманципирани, првенствено за себе, а потоа и за својата заедница. Сите деца без исклучок го заслужуваат најдобриот можен почеток во животот. Првите средини кои што им го возможуваат се пријателските и ветувачки, воспитни и образовни институции. Докажано е дека децата кои што растат во поттикнувачка домашна средина и кои имаат шанса за организирани програми за предучилишно и првостепено образование, постигнуваат подобри резултати и имаат подобри перспективи во животот. Исто така е потврдено дека емоционалниот развој на почетокот на животот е од клучно значење за нивниот сеопфатен развој, кој не се потпира исклучиво на образованието и наставните програми. На децата им се потребни социо-емоционални способности подеднакво колку и когнитивните, бидејќи тие овозможуваат да бидат фокусирани на активностите, да се мотивираат, да се стекнат со вештини како одговор на повеќе животни предизвици и да се впуштат во интеракција со другите околу нив. Овие вештини, односно социјалните и емоционалните способности, мотивираат и ја поттикнуваат способноста на детето да учи, да работи со другите, да обрнува внимание во училниците и да развива други вештини кои се основа за формално учење и социјална интеракција во училиштето и надвор од него. Училиштето не е само зграда, не е место само за учење. Тоа е место во кое децата ги градат своите карактери, стекнуваат независност, се прилагодуваат на новите околности и развиваат значени релации меѓу себе и своите наставници и врсници. Затоа беше многу важна и одлуката за повторно отворање на училиштата за настава со физичко присуство. Јас пред оваа конференција имав состанок со представничката на УНИЦЕФ и таа изрази задоволство дека при носењето на одлуките на владата секогаш се водиме од препораките на Комисијата за здравство и секако од препораките на УНИЦЕФ како организација која што има голем број на емпириски студии на располагање, особено во областа на децата и нивниот воспитно-образовен процес. Многу е важно во фокусот на училишните заедници да не биде само академското и формално знаење, туку и вон програмските курикулуми за демократија, за еднаквост, за социјална правда, за критичка анализа и улогата на граѓаните во преземањето акции за позитивни промени. Поддршката што ја даваме на децата во текот на нивниот развој е најголемата инвестиција што можеме да ја направиме за нивната посигурна и просперитетна иднина, но и за иднината на општеството. Низ образованието децата се стекнуваат со повеќе знаење, но поттикнувањето на жива и креативна врска меѓу добросостојбата и училишните постигнувања кај учениците помага да се поттикнуваат иновации, прогресивниот натпревар и напредок, истовремено промовирајќи ја и претприемништвото, но и солидарноста. Да завршам со тоа што ви посакувам успешна конференција. Јас лично со љубопитност ги очекувам документите и препораките од вашата работа, кои ќе ни бидат од помош при унапредувањето на образовниот систем. Ви благодарам на сите и уште еднаш ви посакувам успешна конференција.